Не стивнуваат реакциите на партиите, но и на јавноста за случајот во кој вчера беше нападнат и претепан претседателот на движењето Трета и активист во партијата Глас за Македонија Љупчо Палевски во близина на неговиот дом. Партиите и денеска преку соопштенија и реакции бараа сторителите да бидат најдени и соодветно казнети. Од опозицијската ВМРО ДПМН, откако вчера се огласи на Фејсбук и лидерот на партијата Мицковски, денеска во реакцијата наведуваат: сторителите на таквиот грозоморен чин се познати, а инспираторите на тоа треба да се барат во врвот на власта. Од владеачката СДСМ пак уште вчера се огласија, но и денеска додаваат дека очекуваат надлежните институции брзо да го расветлат случајот, да ги пронајдат сторителите и тие да бидат соодветно санкционирани. Времето на неказнивост, на насилство одамна заврши. Сега е време на одговорност и секој што сторил насилство ќе се соочи со законите и правдата. Ваквиот чин го осуди и од партијата на Палевски Глас за Македонија, Левица и Демократскиот сојуз, од каде бараат час поскоро надлежните да го расчистат насилството кое се случи вчера во сред бел ден на улица. Од МВР пак во краткото соопштение велат работат на случајот, но и да објаснуваат дека случајот бил пријавен вчера околу 17 часот. Пријавено е дека на улицата Златко Шнајдер од страна на две лица кои биле со моторцикл и со употреба на метален предмет го нападнале љп, се работи на расчистување на случајот. Палевски по вчерашниот напад денеска е во добра здравствена состојба и веќе се споделуваат слики од болницата во која е хоспитализиран. На јавноста е познат потоа што откако беше пуштен на слобода од притвор во Србија, во Македонија преку својата активност беше критички настроен кон власта и кон работата на поранишниот прв човек на службата за државна безбедност во МВР Мјалков. Тој објавуваше и неколку пати материјали за чувствителни државни и политички афери познати во јавноста.